Добро вечер, вечерни вести на Канал 5. Во Кочани по Платнево се одржа уште еден марш за ангелите, од кои родителите на загинатите во дискотеката Пулс реагираа за забавената динамика на закажување на рочишта во судскиот процес. Таткото на загинатата Надица Наунова, Александар Наунов, јавно го прозва обвинителството и кривичниот суд за, како што рече, неисполнетите ветувања, укажувајќи на многу одложувања и оправдувања. Тој посочи дека во јануари се одржало едно рочиште, во феврари 2, а до крајот на месецот е закажано уште едно, ако воопшто се одржи. Според него, ветеното темпо од 2 рочишта неделно не се реализира, а честите оправдувања отвораат сомнежи кај семејствата на жртвите. Ние родителите внимателно слушаме што ветивте. Сега внимателно гледаме што правите. И разликата многу боли. Затоа порачуваме јасно. Ако ветивте динамика, покажете ја. Ако ветивте контрола, спроведете ја. Ако ветивте правда, испорачајте ја. Нашето трпение е при крај. Во нашата борба за правда не запира. Ке следеме, ке прашуваме, ке зборуваме. Правдата за Пулс мора да се случи. Без одлагање, без изговори, без компромиси. Во политичките кругови во Брисел се погласно се зборува за иницијативата за така наречената прва и втора лига на земји членки, односно концепт на постепена интеграција, вели премиерот Христијан Мицкоски. И во ова сценарио тој очекува условот за уставни измени да остане, но смета дека Бугарија потоа ќе нема можности да поставува нови блокади и услови, бидејќи Македонија веќе ќе биде на масата. Лидерот на СДСМ Филипче пак смета дека власта води анти-ЕУ кампања, наместо да се посвети на реформите. Деталите за ова од Ивана Стојановска. Доколку се оствари сценариото земјава да стане членка на Унијата во 2027, но без право на глас, Бугарија нема да може понатаму да условува и да става ново вето, вели премиерот Христијан Мицкоски. Ваквата идеја која веќе се разгледувала во Брисел е дел од еден поширок план поврзан со мировната интеграција на Украина и според Мицкоски предвидува заедно со Украина членки на ЕУ да станат и Македонија, Албанија и Црна Гора, но со ограничени права, односно да можат да учествуваат во работата на Советот, комисиите и телата на Унијата, но без право на глас. Условите кои ќе треба да ги исполнат се владење на правото и усогласување со надворешната политика на Унијата, а Македонија би имала и трет услов – донесување на уставните измени. Не може Бугарија да стави вето, бидејќи тогаш и формално ние ќе бидеме членка на Европската унија. Ова би значило влез со многу safeguards, односно многу заштитни механизми, за да биде појасно. Полска, да речеме, таков сейфгард, заштитен механизам имаше во земјоделието и 20 години не користеше структурни фондови, односно почна од 24-та година. За нас ќе има и ние ќе напредуваме. Како ќе ги затвараме поглавјата, така ќе се повлекуваат тие сейфгардс. Отприлика ова е оној концепт кој што се погласно се зборува. Сега дали ќе се случи, дали ќе стане вистина, не знам. Поделба на земјите од прва и втора лига во Унијата не треба да има. Тоа не е добар пристап и може да го доведе во прашање процесот на интеграција, порача од Паневропската унија, во чија организација денеска во Скопје се одржа конференција посветена на европската иднина на Западен Балкан, а од која премиерот Мицкоски порача дека на Македонија и се врши европски булинг за членство во Унијата. Меѓународна Паневропска унија е упозорила да то nije добар приступ, да би се на тај начин и proces integracije Evrope usporio i ne samo usporio, nego doveo u pitanje. Mi ne smatramo da je dobro da postoje zemlje s različitim statusima i da se ne može kompenzirati s nekakvim regionalnim oblicima suradnje ili sa nekakvim nižim pravom određene zemlje. Svi trebaju dobiti punopravno članstvo. Не сме на ставот дека ние треба да бидеме членови на Европската унија во втори или во трети ешелон, како сакате тоа назначете го, но јас ова џабе го зборувам кога и другата страна, да речеме Европската унија, тие досега немаат одлучено како да бидат. Значи тоа се тековни дискусии, те нема ништо официјално околу тоа. Опозицијскиот лидер Филипче упати критики до власта дека ја турка земјата во изолација. Во статус на Facebook порачува дека над 70% од граѓаните сакаат во Европската унија и дека единствениот булинг е оној кој ВМРО ДПМН му го прави на македонскиот народ.
Портпаролката на Европската комисија за Канал 5 вели дека не сакаат да коментираат шпекулации и дека процесот на пристапување кон ЕУ е јасно воспоставен. Автопатот од Гостивар до Букојчани, што го гради Бехтел и Инка, ќе биде готов до крајот на 2029 година, најави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој заедно со премиерот Мицкоски и веде амбасадорката на САД во земјава Никол Варнс извршија увид во градежните работи на делницата. Надлежните соопштија дека 90% од експроприацијата на трасата веќе била завршена, а финансирањето од страна на државата е навремено, кажа Николовски. Во моментот на терен ангажирани биле околу 600 работници и над 500 градежни машини. Ако сега се патува до Охрид од 3 до 3,5 часа, сметаме дека околу 1,5 час би се патувало од Скопје до Охрид. При тоа ќе се патува побезбедно, ќе се патува и поудобно, и секако ќе се патува, кој што реков, многу побрзо. Обврските кои што ги имаше државата се скоро завршени. Околу 90% од експроприацијата е завршена, другото ќе биде завршено во следните месеци. Исто така целата логистика државата ја дава, финансирањето, и сега останува само на компаниите да ја завршат својата работа. Драго ми е што стоиме на мост кој што е 40 метри висок. Ова е добро и за македонските градежни компании, но исто така ова е добро и за оние кои што во иднина ќе учат и ќе се занимаваат со градежништво. This project represents more than just infrastructure. It embodies our shared commitment to the regional economic integration, NATO readiness, and the prosperity of North Macedonia and the Western Balkans. Corridor 8 will transform North Macedonia's economic future by connecting East and West, facilitating trade, and creating opportunities for your citizens. Новиот закон за извршување е веќе поставен на ЕНЕР за консултации, а Конфедерацијата на синдикални организации, која во неколку наврати протестираше против извршителите, бараат да бидат вклучени во изработката за да се заштитат граѓаните. Имаме примери за градски паркинг за 50-60 денари, за граѓани од Куманово ни дојде со извршно решение 17.000 денари. Ова министерство се прашувам дали е за правда или за неправда. Дали министерот гледа, еве 2 години скоро е на власт, што се случува, дали го слуша гласот на народот? Очигледно не го слуша. Од одека апелираме. Овој закон, овие измени што ги прават, бидејќи веќе е ставен на ЕНЕР уште некој ден, и сакаат да го пуштат во процедура да го усвојат, ние бараме да се повлечи и да бидеме вклучени активно во изготвување на законот. Бидејќи претходно кога имало изготвување на закон, никој од граѓанските организации и покрај тоа што се е должен министерот нема пратено покана. Таму се собрале банкари, газди, комори, извршители, нотари, адвокати. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.